Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани слушатели, драги пријатели и двигатели по патот на животот, добро ни дојдовте во оваа предновогодишна и се надеваме не последна емисија на патот на животот на брановите на Радио Слободна Македонија. Новата година, лани што беше 2016 завршува, односно привршува, со нетрпение некои од нас ја очекуваат новата година, меѓутоа ние се концентрираме секогаш на суштинското. Не е важно дали нештото е ново, дали е старо, дали нештото е модерно, дали е старомодно, туку дали е нештото вистинско онакво какво што е или пак не е. За денес одбравме тема што мислам дека влегува во суштината на она што е и што треба да биде. Зборуваме за незнаењето и знаењето на верата, односно вториот наслов е најтешко е кога си збунет. Отец Ивица, зашто ја одбравме оваа ваква тема? Зашто за знаењето, за незнаењето, кога човек е најзбунет во сопствениот живот? Братушко, благодарам за убавиот и мотивирачки вовет. Поздрав до нашите слушатели, до слушателите на емисијата Патот на животот, Радио Слободна Македонија. Веќе ова 2016 одминува, доаѓа незиниот крај, односно времето што го нарекуваме 2016, веќе доаѓа при својот крај, сега започне наскоро на време што ќе го нарекуваме 2017. Така, интересно е дека е 25 декември и православните и нели од западните цркви го слават на овој ден раѓањето Христово, меѓутоа нашиот календар доаѓа нели 2 недели и затоа не е поврзана оваа емисија со раѓањето Христово, односно со Божик, туку со оваа тема денеска што ја избравме, иако во тоа може да влегуваат и многу други нешта, меѓутоа суштината е дека сепак периферните работи да ги оставиме малку на страна. Да влеземе во сршта на нештата, во знаењето, би рекол, за верата, односно за себе си. Па и ова убаво што го отвори сега денеска недела, 25 декември, по Григоријанскиот календар. Так. Значи, ако ги гледаме богослужбените книги, на православната црква, значи спомен денот на Христовото раѓање го празнуваме на 25 декември, но по јулијанскиот или оној календар што го нарекуваме стар календар. Така да според Григоријанскиот календар празнувањето на Христовото раѓање во рамките на православната црква е на 7 јануари. А всушност по стариот јулијански календар е на 25 декември. Иако ако се објасни малце по-подробно, кога имаме емисија конкретно за Божик. И тоа е една тема за збунување на луѓето. Дали се Христос е навистина роден на 25 декември или консензуално е земановен термин кој имал еден историски корен и така натаму. Но еве денеска ја насловивме ова емисија за знаењето и незнаењето на верата. Односно, најстрашно е кога се збунет. Сега, не случајно, затоа што секоја емисија што ја подготвуваме, не случајно избираме и тема, затоа што претходно се подготвуваме за темата. Сега, не случајно избравме оваа тема, затоа што еве одминува ова 2016 година и правиме некоја рекапитулација на нештата што се случувале, на еден духовен план, како да кажем. Значи, еден заклучок да извлечеме. Сега, нешто што кај мене потикнува една сериозна состојба на размислување, а се надевам дека и кај нашите слушатели, е таа состојба во која се наоѓа огромен процент од нашиот народ, значи граѓаните на Република Македонија, кои се декларираат како православни христијани. Сега, оние кои се декларираат како атеисти или агностици, значи они кои не им е битно
вистината за постојање на Бог, вистина и така натаму и така натаму. Значи, Така. тоа е веќе друга целна група. Значи, јас говорам за граѓаните на Република Македонија кои себе си се декларираат како православни христијани. Така. Битно им е таа традиција, односно битно им е да припаѓаат во таа целна група. Така. И кога сега правев едни сериозни анализи, значи, а особено околу анализите ми помогна, нели, овој период кога се оди по оние настани обичај црковен што него да рекуваме слава, значи Така. кога верниците во слава и благодарност на Бога, но во чест на некој светител, значи Така. организираат домашна трпеза на љубовта или агапе, или како што би било понародно, организираат или поставуваат трпеза и повикуваат гости и така натаму, пријатели и роднини. Исто така, дали тука се благословува и празничниот леб, виното, житото како символи, значи ова лебот како символ на Христос, како лебот небесен, житото како символ на воскресението, виното како символ на крвта Христова пролеана за нас, свеќето како символ на вистината. Значи сето тоа некако има интересен контекст, но што сакам да кажам? Значи, посетувајќи многу семејства, Така. разговарајќи со многу луѓе, значи не само во овој период, туку и во изминатиот период на ова 2016 година. Не дека и предходните години тоа не сме го осознавали или не сум го осознавал, но некако оваа година страшно започна така да ме вознемирува, дури да ме плаши. Во која смисла на зборот? Да ме загрижува, всушност е поточен зборот. Значи, таа состојба на застрашувачко непознавање, односно застрашувачка неинформираност на оние што се декларираат како православни христијани за нивната вера. Така. Значи, јас сум себе се доживувам како реален човек, братушко. Не сум човек со розови наочари, не сакам да гледам нешто што во реалноста не можам да го видам. Значи, реален човек сум. Така. Но сепак и не очекувам сега нашите сограѓани на некое теолошко или кузне колку високо ниво да ја познаваат верата, но сепак да имат некои основни информации за верата. Така. И сега, зошто вториот дел од нашата тема е најстрашно е кога се збунет? Затоа што јас приметив дека тие луѓе се во една многу загрижувачка збунета состојба. Така. Че збунети се. Зошто се збунети? Затоа што они немаат вистински информации за темелот на верата, односно немаат темелни информации. Не знаат што е основата на верата, што е суштината на христијанската порака. Така. И сега затоа што не познаваат суштината на христијанската порака или суштината на пораката на Светото писмо, Така. таквите луѓе, кога го потребувам ова таквите луѓе, воопшто не се малку тие луѓе. Според моите анализи, статистики што си ги правил, че од 100 семејства, например, баш сум ги обележувал, од 100 семејства, во 4 семејства може заедно, значи кога ќе влезам, кога ќе започнеме со молитвата и така натаму, говорам за кога ги посетувам домовите на нашите православни христијани, значи од 100 семејства, во 4 семејства можеме заедно да ја кажеме молитвата Оче наш, при што некој од нив ја предводи молитвата, значи ја познава молитвата Оче наш. И кога ќе седнеме, значи кога ќе разговараме така после молитвата, после благословувањето на славскиот принос и така натаму, сепак си има некое ниво на посериозен духовен верски разговор, значи веќе се доживува дека тие луѓе знаат што прават и ја знаат целта на тоа што го прават и веќе имаат некаков втемелен духовен живот. Значи имаат основни информации за верата. Може да имаат ориентација, не се збунети. Така. Значи не се збунети. Сега паѓаме, стануваме, духовниот живот воопшто не е лесна работа. Што знаат во што веруваат.
но знаат во што веруваат, да. Да. Значи знаат во што веруваат. Значи од 100 семејства 4 семејства. И сега во 15 семејства конкретно са молитвата Отче наш ја знаат, што би рекле нашите северни соседи, брда с дол. Значи, знаат да почнат онако Отче наш, но после понатаму почнуваат некои своји импровизации, така натаму, или мешаат македонски црквено-словенски, и тоа на ништо не личи. Значи, прво, основната молитва во христијанската православна вера не ја познаваат. Так. А да не говорам за останатите нешта. Значи, да не говорам за останатите нешта. И веќе кај овие луѓе се чувствуваат таа духовна состојба на најстрашно е кога се избунет, затоа што кај нив се испомешано. Так. Значи, ти имаат нешто христијанско кај себе си, нешто што останало од претходните генерации, баба, дедо и така натаму. Нешто како традиционално нешто како христијанство. традиција, да, вика, баба ми ја водеше во црква, нешто, да. Значи, тоа што им останало од претходната генерација, се, тоа што го поседуваат како информација е само ехо некое. Так. И сега, останатите, братушко, тоа околу воопшто не е... 80%, да. Да, 80%, да. Иако јас и овие би ги ставил во тие, но ајде да кажам, некоја меѓуфаза. Значи, скоро 80% од семејствата, значи јас, кога ќе ги замолам да ја кажеме молитвата Отче наш заедно, тие се погледнуваат и ги стегаат раменјата. Потоа јас ги прашувам колку години го практикувате овој обичај слава. И тие ќе ми кажат 5, 10, 15 или, например, еве татко ми 20, па јас продолжив 13, 15, 20 години, така да не е битно. И јас им поставам прашање. Добро, викам, за во рокот толку години, имавте ли вие потреба да се запрашате зошто ова го правите? Да. И на крај вите велам, еве, конкретно, викам, вашите стари или вие сте земеле слава или почит на делото и светоста на некој светител, конкретно Свети Ѓорѓе или Свети Никола или Света Варвара и така натаму. Дали, викам, вие ги познавате житијата, житописите, животот на овие личности, како тие станале свети? И на крај крајва, дали вие знаете што значи тоа да бидеш свет човек? Така, отец Ица, отворивме наистина многу прашања, меѓутоа добро е тука да направиме една пауза, малку да ги оставиме слушателите да размислат, а понатаму ќе продолжиме со денешната тема. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите предновогодишната емисија на Патот на животот, се разбира на брановите на Радио Слободна Македонија, и денес со мојот редовен соговорник, отец Ивица Тодоров, зборуваме на тема за знаењето и незнаењето и верата, односно најстрашно е кога се збунет. Во првиот дел од разговорот, отец Ивица зборуваше о своето лично искуство, посебно за овие денови кога има доста слави, кога, така наречени домашни празници, трпеза на љубовта или меѓународот наречен слава, и кога тој како свештеник има непосреден контакт со семејствата кои себе си се доживуваат како православни христијани. И тој од собственото искуство кажа проценти, уште еднаш да ги повториме отец Ивица процентите, кои беа 4%, кои беа 15%, кои беа околу 80% од овие верници. Како ги доживуваш ти нивното знаење на нивната вера? 4 од 100 семејства, значи правев конкретно направив анализа, знаеш, во колку семејства сум влегол и така натаму, конкретно за две слави, односно посетување на семејства кои конкретно го празнуваат тој обичај. Така. И сега, значи, од така се погоди, значи, од тие 100 семејства, само во 4 семејства заедно со мене може да кажат молитвата Отче наш, при што самите тие ја познаваа молитвата. 15 семејства и така. И така. И оние другите, за жал, збунети. Да. Бледо гледа. Да, бледо, да. Сега, зборевме така во првиот дел од нашата емисија
јас им поставувам прашање, конкретно на овие од Знаете ли што третата славите група, ви? па и на овие од втората група. Ја Да. мислам дека тие од втората и третата се плюс минус исти. Само еве од втората како што реков премалку останало тоа ехо од претходните генерации, значи нешто како традиција, како бледа порака. Значи, што се забележува сега кај овие луѓе? Значи, прво, мене ме загрижува незаинтересираност. Значи, јас ги прашам колку години, значи они ми кажуваат дека неколку години, например, 10, 15, 5, 6, не би, па и дури и 30. Викам, еве, сте земале овој светите да виде пример во животот, но дали сте го прочитале неговото житие? Значи, зошто конкретно тој се? Дали што тоа не? Зашто е тој значаен за вас? Зашто тој е значаен за вас, не за црквата, не за вас. Пошто вие сте го земале во слава на Бога, но во чест на тој светител, во чест на делото и светоста на тој светител, вие принесувате трпеза на љубовта, значи празнувате, значи има радост, значи нешто се случува. Луѓето ги стегаат рамениците, значи една фрапантна незаинтересираност. Значи незаинтересираност. Потоа ги прашувам дали има свето писмо дома. Од 100 семејства, брат Душко, во 3 семејства имаше свето писмо. Ама православни календарчи има повеќе. Па уште и тоа да го нема. А сега и во тие 3 семејства, само во едно семејство се читаа свето писмо. Да. Мора да признам дека и во неколку други семејства не беа сигурни дали имат или немаат. Да, дали имат или немаат. И сега каков извод се јас како извадив од сето тоа заклучок некоја за мене порака. Си велам дали овие луѓе навистина живеат во една страшна формалност, односно површност и до тој степен се само врзани за материјалните нешта во овој свет, односно за нивното лично преживување, некаков стандард, некаков колку толку квалитет на живење, без никаква потреба за по-високо, по-суштинско доживување на својот живот, па и на овој свет. Така, отеците сега кога ги кажеш овие работи, веднаш на уми доаѓаат некои цитати од Светото писмо кај што се вели дека во последните времиња луѓето ќе опаднат. Речиси ќе нема вера кај луѓето. Ти што кажа едно семејство чита Светото писмо, тоа може би знак за доаѓаат тие последни времиња, во тие времиња живееме. Не би сакал така да ги гледам работите. Не велам дека не сум свесен за реалноста на духовниот историски контекст во кој живееме, мислам. Но сега седнав дома и направив една анализа и сега направив една анкета. На друга слава. Значи, откако ќе влезам во домот, ќе поразговарам и така натаму ќе се благослови тој славски принос, јас ги поставам прашање, освен овие претходните прашања, дали некој од парохиските свештеници кои ве посетувал дома разговарал со вас за верата? Така. Дали ве поканил во црква, односно на заедничка богослужба, на литургија, или дали ве поканил на некој црковен настан, конкретно предавање, веронаука или така натаму? Или дали ви оставил нешто за читање? Така, значи малку светлината и кон себе си да се сврте, не само кон верниците, туку и кон оние што ги водат. Значи, овие што ги водат како. Кога се прави една анализа, значи од сите страни сега треба да се постави рефлекторот и да се видат нештата така што се најобјективно, значи без брат Душко, значи 100% ми кажа дека со нив никој не разговарал за верата. Значи, не дека не разговарал парохискиот свештеник,
Да, тој изразговарал добро, некои од нив покажале интерес за семејната состојба на конкретното семејство, некои покажале интерес за финансиската состојба, затоа што некои семејства имали проблеми и така натаму. За да помогне. Да, значи, да, од тој милосрден момент, да, имаме позитивен, значи, некоја позитивна слика, но, за жал, никој не седнал и не отворил прашања поврзани со тоа во што конкретно веруваат неговите парохијани. Так. Ако веќе се декларираат како православни христијани, за основата на нивната вера. Дали го познаваат символот на верата, значи. Тоа го има во календарчето. Да. И Отче наш молитвата има во календарчето. Значи, а да не говорам за тоа да се поканат на заедничка богослужба, на веронауки и така натаму, значи не, такво нешто нема. Што е најинтересно, исто така сега, кога веќе се отвара посериозна анализа, значи, околу тоа колку и парокиските свештеници, значи, и ја поддржуваат веронауката. Значи, колку им е битна веронауката. Значи, повеќето од нив формално само тоа го поддржуваат. Да, вела дека добро е да има, но освен тоа добро е да има, ништо повеќе од тоа. Скоро никој од нив или малкумина се интересираат да му помогнат на вероучителот кој е конкретно во некоја црковна општина или самите тие да организираат некој настан. И сега полека брат Душко се доаѓа до ова сознание дека водата не може да започне да врие ако некој не ја постави на рингла. Значи, евидентно е дека кај нашиот народ малкумина се оние кои имат лична иницијатива. Малкумени се. Значи кои имат личен во било која област, па најмногу во било која област, а особено во овој контекст и така натаму. Значи малкумина се и сега се доаѓа до сознание дека потребно е водата да се стави на рингла. Односно, што сакам да кажам, потребно е да се потикне процес на размислување во умовите кои се збунети. Значи, кога ќе се седне со некој од овие луѓе и не мора многу да се говори, но неколку постулати така на верата да се постават и да заеднички да се започне да се размислува, навистина кај луѓето се предизвикува сериозен процес на зачуденост прво. Прво зачуденост, тоа е многу интересна работа. Тие велат зошто никој досега тоа не ни го кажал, или како можам тоа јас да не го знам. Или заре навистина така. Добро, интересно дојдовме до тој момент за зачуденост. Тука ќе направиме пауза, меѓутоа сега после паузата очекуваме одговори за тоа, за зачуденоста на луѓето и за состојбата во која се наоѓаат. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите предновогодишната емисија на Патот на животот и во неја со Цивица Тодоров зборуваме на тема за знаењето и незнаењето за верата или најтешко е кога си збунет. Тој зборуваше од личното свое искуство како парохиски свештеник, правил свое лично истражување и анкети за тоа колку неговите парохјани ја познаваат собствената вера. И дојдовме до еден момент кога луѓето се зачудени од некои прашања кои ќе им ги постави парохискиот свештеник за верата, што би требало да биде основа, што би требало да биде суштина на верата, меѓутоа тие не знаат затоа што никој претходно, како што тој рече, не ја поставил водата на ринглата за да започне процесот на вриење. Сега се надеваме од Цивица дека има се повеќе такви луѓе што ќе ја стават водата на ринглата и тој веќе процес полека постепено да оди кон она што би требало да биде водата да стане парија. Како тоа ќе се случи од Цивица? Да продолжиме од претходниот дел од нашата емисија.
значи, кај еден добар процент се јавува таа состојба на зачуденост, значи, како да прв пат слушаат, а навистина некои од нив прв пат слушаат за некои фундаментални вистини на верата. Пример, некои прв пат слуша дека ние, православните христијани, веруваме во еден Бог, ама кој е троичен, Отец, кој има свој совечен единороден Син Божи и Дух Свети. Некои се зачудени, например, околу тој момент како ние, христијаните православни, веруваме во воскресение Христово или во воскресение на мртвите. И, например, исто така, некои се сериозно зачудени кога ќе се отвори таа тема за спасение. Значи, што значи тоа спасение? Што да се спасеш и така натаму, да. Значи, исто така, некои многу зачудено реагираат кога ќе разберат во разговорот дека црквата не е објект, значи, или некаква администрација, туку црквата е заедница на Христови ученици. Значи, заедница. Или сега кога веќе одиме во тој контекст, кога некои ќе разберат дека ако сакаат да живеат како православни христијани, крајно препорачливо е да живеат како заедница. Еве, јас во една ситуација, во една зграда, кај што имаат еден проблем, викам, сега, ајде организирајте се не само како соседи, значи како луѓе кои живеат во еден влез, во една зграда, ајде сега, викам, подигнете го вашето ниво, затоа што скоро сите сте тука православни христијани, подигнете го вашето ниво на заедништво, на ниво и на ниво на вера, на ниво на верски вредности. Од почеток беа зачудени. Јас им велам дека како православни христијани во нивниот идентитет, освен тоа што се граѓани на Скопје, освен тоа што се жители на таа и таа населба или работат ваму или таму или така натаму, се со тоа или ова образование или не е битно кој пол и така натаму. Значи, тие се и православни христијани. Значи, да бидеш православен христијанин, тоа не значи само некаква површна и формална припадност, да, или некое формално практикување некаква традиција без никакви духовни плодови. И овој момент, сега и овој момент, например, многумина се исто така кога ќе се отвори муабет, јас приметувам дека многумина кога ќе почне да се говори за духовност, тие под духовност подразбираат нешто што читале од источен аспект, односно од New Age приказки, од Харе Кришна, хиндуизам, од нив разбран, не знам каков будизам или некаква езотерика и така натаму. И кога ќе започнам да им говорам дека во православната црква има сериозен духовен живот, мислам, тоа е всушност најздравиот, најблагословениот духовен живот, и дека конкретно светителот што го почитуваат и чие дело и светост празнуваат и така натаму, тој преку својот духовен живот дошол до светост. И сега тука започнува многу интересен момент. Некои од нив се застрамуваат, тоа го има. Како можеме ние? Јас тоа им велам, викам, вие седите на вулкан, викам, а си фрлате прашина во очи. А вие не разбирате дека православната вера, тоа е Божјото откровение. Значи, тоа е вистината Божја, таква како што е самиот единороден Син Божи кој стана човек, таа вистина ни ја откри, за таа вистина пострада на крстот, односно за вистината за нашето спасение, заради нашето вселување во вечноста, тој воскресна победувајќи ја смртта и сите нас не повикува кон светост, значи кон вечност. И сега за ова говорев и на неделната беседа, на литургијата, че во еден дом ми се случи ова. Значи еден млад човек од негде 19-20 години, кога се отвори овој разговор за црквата, за Бог, за духовноста, за светоста, тој ми упати многу
конкретно прашање, вика, а отец Ивице, што е тоа светост? Односно, што е тоа свет човек? Да. Значи, и ми постави прашање, вика, дали ти си свет човек? Не викам, јас сум свештеник, но ја не сум свет човек. И сега, тој ми поставува прашање. А добро, кои луѓе се свети? Како знаеме како тие стануваат или дали станале свети? И на крај на крајвите, дали е можно на вистински начин да се стане свет? И како тоа се случува, како се одвива тој процес? И многу интересен разговор. Значи, можеби тоа беше најсуштинскиот, најдлабокиот разговор што сум го имал во овој период, славски период. И многу ми израдува. Тоа јас му објаснив дека да бидеш свет, значи според Божјото откровение, значи на грчки агиос, на еврејски кадош, значи тоа значи да бидеш одвоен од злото, односно првин да станеш свесен за злото во себе и надвор од себе, значи да станеш свесен за злото во себе и надвор од себе, за злото како отров. Потоа да започнеш да се бориш против злото во себе и надвор од себе. И највисоката фаза е кога ќе имаш таа духовна сила, односно присуство на светиот дух, на духот на светоста во себе. Значи, и до тој степен твојата личност да е зрела, искусна и осознаена и да знае, веќе не е збунета. И всушност му го потребив еден термин од модерната психологија, велам, тоа е остварена или реализирана личност, односно личност која ги остварила сите потенцијали што Бог и ги дал, и таа личност тие потенцијали ги остварила додека била во тело. И што е најсуштински, велам, таа личност сериозно се очистила од злото во себе и сериозно има моќ на злото надвор од себе. И затоа таквите личности, значи светителите, светите луѓе, во силата на Светиот Дух можеле да прават такви чуда, што ние кога ги читаме нивните житија понекогаш ни изгледаат надрационални, некогаш и митолошки, така натаму. И потоа разговаравме за патот до светоста. И велам, прочитај го житието на светителот кој го почитуваш и кој ти е образец. И еве, после неколку дена дојде и ќе поразговарам и така натаму, и еве, сето ова... Тој процес се започна. Да, значи, почна водата да врие. Сега, да се навратам наназад. Значи, првин, луѓето не ги разбираат зборовите што ние ги употребуваме. Значи, јас кога одиме и кога зборуваме, еве, ова за светост, или маченик, или Бог, или Спасител, Христос како Спасител. Значи, Богородица, например. Што значи? Еве и тоа прашање, многу беше. Сега се отворија. Сега на едно, баш да спомен денот на воведувањето на Света Дева Марија во храмот Ерусалимски, народот нели тој ден го нарекува пречисто. Значи, сега мене ми беше упатено едно прашање, вика, сега ние нарекуваме Дева Марија, Богородица, како не може да го роди Бог? Па нели Бог е вечен, како сега да го роди Бог? Добро, и за тоа има расправи во црквата многу, нели? Да, што тоа значи? И сега јас му објаснив дека се работи за тоа дека со вечниот Син Божи, преку Дева Марија, значи ја прима својата човечка природа и преку Дева Марија во силата на Светиот Дух, значи тој станува вистински човек и влегува во историјата на човештвото. Значи, во Витлем се раѓа како дете. Како бебе. Да, бебенце. Прешто тој станува вистински човек, а не престанува да биде едносуштен со Отецот и Светиот Дух и Бог по природа. И многу интересно, братушко, кога се отворија сите овие работи, полека тој и оците на црквата убаво го има дефинирано, значи
Тоа што ја запознава догматиката на црквата, односно вистината на црковното живење, тој почнува да се разбира себе си и светот околу себе. Така. Ти благодарам, отец Ивица, и тука ќе направиме уште една последна пауза и веќе ќе одиме во четвртиот дел, каде што ќе треба да привршуваме со денешната емисија и да извлечеме некаков заклучок од се тоа што до сега го кажав. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите предновогодишната емисија, последната за оваа 2016 година емисија на Патот на животот, се разбира на брановите на Радио Слободна Македонија, и денес ние зборуваме на тема знаењето и незнаењето за верата, односно најстрашно е кога си збунет. Отец Ивица во претходниот дел од разговорот објаснуваше за тоа што значи свет, да биде човек свет, што значи воскресение, што значи Богородица и така некои поими што на луѓето им звучат чудно, меѓутоа да дадеме одговор и на денешната тема. Што значи, отец Ивица, да бидеш збунет? Дали е збунет човек оној што има премногу информации во исто време, различни информации во исто време, недоволно информации во исто време или погрешни информации? Кога човек навистина е збунет и како да излезе од таа состојба на збунетост? Значи, ако ја анализираме оваа ментална состојба, што ја нарекуваме збунетост, Извини што те прекинувам, тоа ми наликува на момент, нели, ние што сме модерни луѓе, компјутер која ќе во еден момент престанува да функционира нешто, нели, се заглавува и така натаму и не се знае на каде работата ќе отиде и дали ќе треба да се исклучи, но наново да стартува или пак може од таа состојба лесно да излезе и понатаму. Извини што те прекинувам. Со човечкиот ум е малце покомплексно. Значи ти спомна тука збунетоста од кои се причини, од премногу помалку информации, неточни, збркани и така натаму и така натаму. Но ја би се вратил на темата на нашата емисија знаење или незнаење за верата. Така. Чи знаење, чи да осознаеш нешто, значи да осознаеш нешто зошто е тоа така како што е. Така. Сега, ајде да не одам во абстракција. Конкретно, еве, човек денеска, тоа е многу интересно, кога се купува нов телевизор, Така. затоа што порано беа поедноставни телевизорите. Сега не се така едноставни. Така, повозрастните луѓе потешко се сноѓат, младите и така, повозрастни е тешко. Значи, има упатство за употреба и неопходно е да го прочиташ упатството за употреба за да разбереш како тоа функционира. Онака, ако погрешно го стиснеш, практикуваш, употребуваш производот, односно немаш правилна информација, немаш знаење, си останал во состојба на збунетост и збунето ќе се однесуваш кон производот и ќе го расипеш. Значи јас ова би го префрлил во однос на човековиот живот. Значи, застрашувачки е како луѓето не бараат упатство за употреба за својот живот. А своето писмо, односно вистината, верата, е всушност упатство за употреба на животот на човекот. И ние кога изразуваме почит кон светителите, конкретно, пошто во тој контекст говориме, значи, ние преку животот на светителите гледаме ова сериозно искористено упатство за употреба на животот. Затоа што тие луѓе дошле до вистинската состојба на остварување на животот, тоа е светоста и спасението. Значи, и сето тоа го оствариле затоа што биле во заедништво со Бог и водени од Бог. Сега, кога луѓето не сакаат да ги примат овие информации, пошто го имаме и тој момент, значи се плашат, затоа што информацијата за вистината кај многумина потикнува нормално
и состојба на одговорност. Значи ти мораш одговорно да се однесуваш кон својот живот. Да. Значи еден аспект е значи свесно одбегнување, а друг аспект е состојба на незаинтересираност, мрзеливост, и мора да се каже тоа е една состојба како плод на сериозно духовно отпаѓање, на страшна личностна површност. Значи површно се луѓе, површни се, да. И затоа што се такви какви што се, тие се збунети. И затоа секогаш кога ќе најдат на некој проблем во животот, а не го знаат упатството за употребата на животот, и кога ќе најдат на некој проблем во животот, тие не знаат како да го решат, и најчесто во тие ситуации кога се во проблем прават уште поголеми грешки, затоа што се збунети. Наместо вистинското решението за проблемот да го барат на вистинско место, тогаш тие одат на погрешни места. И на погрешен начин го решаваат проблемот, и тогаш уште повеќе си го усложнуваат животот. И се замисли, Брадушко, кога се работи за 1, 2, 3, 4 збунети генерации, и полека ја добиваме сликата на популацијата во Република Македонија. Значи јас, нели тргнавме со 80-85%, значи јас со сигурност можам да потврдам дека скоро 85% од населението во Република Македонија, конкретно говорам за оние што се декларираат и припаѓаат кон целната група православни христијани, навистина се во состојба на збунетост. И затоа што не можат да ги решаваат проблемите со кои се соочуваат на вистински начин, тие или паѓаат во депресивност, во меланхоличност, или, како што и многумина го забележуваат, проблемот го решаваат со лекови, со медикаменти. Значи, психијатрите и психолозите се полни со посети, но тие не разговараат со луѓето, не им даваат можност, или и самите не го знаат начинот на решавање на проблемот, и тогаш тука е диазепам, хелекс и разни други димитрини, така натаму, разни други медикаменти, кои го намалуваат опсегот на збунетост во умот, односно колку толку ги затапуваат мислите. Така. Кога не може да се реши некој проблем, збунетоста уште повеќе се зголемува, па доаѓа до разочарување, доаѓа до состојба на депресивност, дури на суицидност и така натаму. А сето тоа е проблем на површноста. И проблем на незнаењето. Да погледат кон упатството, во овој случај упатството е Светото писмо, така? И црквата како носител, како она која е одговорна за објаснување на Светото писмо, на порака. Но мора да се признае дека во овие 85% има сериозни представници на црковниот клир, конкретно говорам, не можам да говорам за други верски заедници, говорам за нашата помесна Македонска православна црква, Охридска архиепископија, значи еден добар процент, значи се и самите во една таква психолошко-ментална состојба на збунетост. И отаму немање на иницијатива кај нив. Значи немање на иницијатива и самите тие влегуваат во оваа состојба на живење во бара. Нема проточна вода, нема иницијатива, нема проточна вода, нема сила на Светиот Дух, нема вистина, нема здравост, нема радост, и тогаш целата ментална, емотивна, духовна, душевна состојба влегува во баруштина, значи една отстојана вода која замирисува. И целата работа како заклучок сега на крај. Така, веќе конечно влегуваме во завршницата на емисијата. Една бара или мора да има протечна вода за да стане река и да стане жива вода, или за жал ја исушуваат и таа исчезнува. Значи што сакам да кажам, значи ние сме во една многу сериозна, деликатна духовна состојба, каде што мораме сериозно, еве и ова нека биде и поток, сериозно да размислиме, да го вклучиме решото и полека водата да започне да врие и во целиот овој процес Господ да не благословува и да не води. Ти благодарам, отец Ивица. Точно сме сега на крајот на ова предновогодишна емисија. Се надевам дека одбравме вистинска тема, наместо оние пригодни нова година, ново, старо и така натаму, одбравме суштина,
за знаењето и незнаењето за верата. Се надевам дека на нашите слушатели им помогнавме околу тоа да се осознаат себе си, да осознаат верата во која веруваат, да ги осознаат постулатите на она што веруваат, а се надам дека и понатаму со следните емисии во новата година тој процес на, како што ти отец Ивица го кажа, ставање на водата на решето и почнување на таа да врие, дека тој процес и понатаму ќе тече со благослов Божи и нели со наша лична волја да учествуваме во тој процес. И со се повеќе и повеќе луѓе кои ќе имат иницијатива во овој процес на завривање на водата. Ти благодарам, отец Ивица. Мене само ми останува да ја кажам одјавата на денешната емисија коди вака. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата отец Ивица Тодоров и Душко Кралевски. Денеска е 25 декември 2016 година. Божиот благослов, неговото водство, милост и заштита нека биде со сите нас. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.